74 годишната Лилјана Панова од Штипи оваа година ги започна подготовките за најголемиот христијански празник Великден. Утринава ги бојадиса јајцата, а веќе е започната и подготовката на благо. Баклава мора да има на великденската трпеза, вели Панова, оти тоа е традиција која останала да се негува одамна. Во петок целото семејство се собира на постно гравче. Прво сабајле рано станам, вапцам ги јајцата. Вапцувам 33 јајца, колку што се годините на Исус Христос кога е распнат. Црвеното јајце го означува неговото распнување. Црвените јајца. Потоа, откако ќе ги вапцам јајцата, тогаш завршува тоа и почнувам со припремата на благото. Во петок се собираме целото семејство на гравче, на посен грав. Грав и салата, нешто. Сите, тоа го традиција е останато уште од моите родители, од мајка, од баба, а по петок да се собере семејството на гравче кај најстарите, кај родителите. Тоа го почитуват и моите деца, исто и они доаѓаат со внуките, сите се собереме. Во петок поручок одеме на црква. Великден е еден од најголемите христијански празници, па собирањето на целото семејство на трапезата представува радост и сплотеност. Ова се денови кога се простува и се дава можност на добрината. Семејството е дома сплотено и собрано на едно место. Радост и сплотеност символизират. Семејството да се дружи, оти во последно време сите се оттугиат, децата више пораснати, некои почнуваат да си одат во странство, а за овие празници јас мислам дека секое семејство си се собира дома за да се друже, да си изразе радоста на убавината на празникот, на дружењето. Сите наоѓаат тогаш време за да се дружат. Иначе со вакво темпо на работа, децата секој си работи, немат време секој ден да доаѓа, да се видат, да си кажат и убавите работи и радосните работи да си ги кажат. За Великден се врзуваат многу обичаи и обреди. Капењето со црвени јајца е здравец, спротнување под маса. Сепак најважниот момент е дарувањето со јајца во недела. Великдените кога го славееме ние дома во семејството беа малку поскромни. Сега е малку пораскошно. Мислам, вапцуваат се јајца во црвени бои, во разни други бои. Тогаш вапцуваше мајка ми само во црвена боја и во лушпиот кромет вапцуваше. Немаше и бои од каде да се, мислам, толку купат и затоа повеќе беа црвени. Според старите обичаи, на Велики четврток пред изгреј сонце, домакинките ги вапсаат првите великденски јајца во црвена боја, а потоа започнуваат подготовките за великденската трапеза.